i takve ušte jatagan. И звуците на пијаното како да кријат во себе некакви тајни. А тајните ни ги доловуваат умешните прсти на Дуке Бојаджиев, четврто одделенец при Основното училиште Коле Неделковски во Скопје. Дали акордите на пијаното и воопшто музичките инструменти можат да ги разведрат лицата? Зашто секојдневноста како да е преполна со грижи?
Може би тоа е расположението што се понесува од работното место, потоа турканицата низ градските автобуси, незавршените домашни работи. Што треба да направиме за да ги разведриме лицата на нашите мајки? Што треба да направиме за да не бидат тажни? Секојдневноста мора да е премногу заморна, а домот е среќен ако мајчиното лице е ведро и насмеено. Каде брзате, девојчиња? Може би вие ќе ни ја откриете тајната како домот да не биде весел и среќен. И дали постои некоја голема тајна за добро расположение на нашите мајки? Затоа љубопитната камера во чекор ве следи. О, каква тајна! Па вие сте се упатиле само во обична, но прекрасно уредена цвеќарница. Познато место на многу агли во градот. А цвеќето? Цвеќето ја има онаа чудна моќ да ги устреќи мајчините лица. Всушност, никој не е рамнодушен пред убавината на цвеќето. Со мирисот и бојата, со нежноста и цутот, тоа знае да ја измами насмевката на загриженото мајчино лице. Велат дека продавачките на цвеќиња секогаш се најљубезни и најсмеани. А цвеќето не треба да биде празник во куќата, туку секојдневност. Познато е дека за 8 март или за некој друг празник се подарува цвеќе. Но дали тогаш цвеќето е изненадување? Не. Па за 8 март секоја мајка очекува цвеќе. А кога ќе го добие, таа само ќе се израдува, но нема и да се изненади. Но ако цвеќето се подари во некој обичен ден, тогаш изненадувањето е поголемо. Тоа не треба да биде само празничен или роденденски подарок, туку и секојдневието да го опразничи. Кој ќе го добие овој убав подарок? А вакви цветни подароци наскоро пролетта ќе расфрли насекаде. Затоа и сите помислуваме дека новата пролет донесува нова среќа. Може би тоа е и вистината, зашто среќата сепак некаде постои. Новата пролет најдобро со песна се дочекува, а песната ја исполнува 6-годишната Билјана, додека пак на пијано ја придружува низиното братче Дуке Бојаджиев. Пролетта ја очекуваат Дејан и Николче. А кој прв ќе ја донесе пролетта? Кој? Па првото кокиче. Она срамежливо цвеќенце што не се плаши да дзидне и од под снегот. И бидејќи кокичето е срамежливо, малиот Дејан посака песничката за него да биде срамежлива. А инаку, Дејан е најгласен меѓу сите деца од градинката. Но овој пат, што ми е во прашање кокичето, тогаш и гласот нека биде посрамежлив.
Kokičence, djevojčence, velo veleničko, što si došlo toliko rano, rano usamljeno. Ja sam došlo, dete milo, radost da vi donesam. Već je zima, ta si odi i dvaja proleta. Već je zima, ta si odi i dvaja proleta. I, ajde, sitavo presretna proleta. Da je prečekame tamu nekade, kon sunčevite stranina ridištata, zašto nizini očekore nečujen i dođe se šumotna južnoto vetre, što so šepot gi budi nerascutenite pupki. No, najprvo da go pobarame kod kičeto. Prva ta vest za dođanjato na proleta. A nego go pronajdoa Dejan, Ognen, Biljana, Mime, potom Maja i Vesna. Znači, pak ni dođe proleta. Pak ni dođe cutovite. Proleta treba da donese i novi doživuvanje. Denovite treba da bidat nezaboravni. I što po sončevi, treba se da zaliči na cvetna skazna. Poko kičeto će se razbudat i drugite cvekinje. Ke se stopat snegovite i na najvisoki od vrh na planinite, za da se izgledat niz potočinjata. Igrite pak će bidat nemirni, a koliko igrite se ponemirni, toliko i detstvo to je posretno. I koliko proleta je pobujna, toliko i igrite će bidat povozbudljivi. Srećata najčesto dođe u nekoj prekrasan proleten den, nasmejana kako sonce, pa za sekoje dete ki ima delo od dne. Vreme je veke za novi igri, a niz igrite se krije i srećata. Niz igrite rastrčuva i radosta. Ednaš, koga cutovite ke zaminat, proleta ke se pretvori samo vo spomen i nezaboravno doživuvanje. A ona što je ubavo, nečujno zaminuva i ostanuva primamljivo da ni se smeška na nekoj dalečni bregovi otko knežite. Ovoj put preko zvucite na pijanoto, mladiot pijanist Duke Bojađijev pozdravite gi u Patuva kon novata prolet.
A сега, таму некаде на југ, каде што пролетта порано доаѓа, меѓу пионерите од основното училиште Димката Ангелов Габеров во Демиркапија. На овој начин, минатата година, ќе ги пречекаа првите ранопролетни денови, а веруваме дека и оваа пролет така ќе ја дочекаат. Кај нив пролетта како да доаѓа порано. Тие пак го знаат низиното време, знаат кога треба да ги земат латките. Треба да се исчисти кругот околу училиштето. Се што е непотребно надвор од училишниот двор. Вредните пионерски раце се силни за да си ја разугуваат средината во која поминува нивното секојдневие. Училишните дворишта треба да бидат за пример. Потребно е да се исчистат илеите. Кога ќе настапи вистинската пролет, од нив ќе бликнат најубави цвеќиња. А за цвеќињата задолжени се девојчињата. Така, училишното двориште ќе заличи на прекрасна цветна градина. А меѓу цвеќињата, часовите попријатно минуваат. Низ отворените прозорци на училниците ќе навраќа нивниот мирис, за да ве потсети дека секоја година грижливо да ги одгледувате. Никој не ги заборава и спомениците од револуцијата. И пред нив ќе никне свежо цвеќе, а тие ќе останат горди и непобедени, во вечна стража над мирот и ќе стануваат посвети со секоја нова пролет што ќе дојде. Новата пролет ја очекуваат и птиците, за да летнат кон небото. Сите ја очекуваме пролетта, верувајќи дека таа ќе биде од секогаш поубава. Кон желбите се придружува и екипата на емисијата Љубопитна камера. Уредник Геннади Болиновски, осветлител Мишо Јосифовски, тон Димче Стаматовски, монтажа Жана Белјан, музичка илустрација Виолета Којунџиска, текстот го читаше Ацо Джепаровски, камера Бошко Ацевски. Емисијата е подготви Горјан Петревски.